Почитувани, во рамките на неделните интервјуа на Инбокс 7 разговараме со Мирче Адамчевски од Советот за етика во медиумите. Господине Адамчевски, колку новинарите во земјава има слобода на изразување и какви се условите за работа на новинарите? Мислам дека новинарите во Македонија барем последниве 2 години се послободни. Тоа може да се види и од она што ние го следиме како работа преку Советот за етика. Можам да кажам дека имаме медиуми кои што воопшто не се спречувани да пишуваат, да известуваат, да работат, за разлика од пред 10 години, кога беше предходната влада, кога не можеше новинарот да се изрази слободно, кога беа подложени на притисок, кој им ги тепа новинарите, кога им ги пале автомобилите на новинарите, за изречен негативен став кон тогашната власт се презема дури и санкции. Имаше огромен број на тужби за наводна клевета и наводна навреда на функционерите и на тие што ја водеа државата. Промените што настана доведоа и до создаде еден нов простор во кој што можеме слободно да пишуваме, слободно може да се изразуваме, слободно можеме да го кажуваме. Јас очекувам тоа да продолжи, се надевам дека нема да се случи нешто за да го спречи овој тренд. Тоа го покажува и податоците на анкетите и на истражувањата на меѓународните институции, каде што Македонија година е напредната за 14, мислам дека 14 места во извештајот на Репортери без граници. Така што сметам дека сме на добар пат да ставиме еден солиден, здрав темел за да можеме да зборуваме дека новинарите се слободни во својата работа, слободно може да пишуваат, слободно може да се изразуваат. За време на претходната власт многу весници згасна, многу медиуми, дел од медиумите беа и затворени под притисок. Денеска на киосците имаме само неколку весници, во македонската радиотелевизија нема реформи. Како гледате на ваквата состојба во медиумската сфера? Значи, прво за прашањето на медиумите кои што згаснуваа. Знаете што Македонија е една од ретките земји каде што има толку мал број печатени медиуми. Ако во времето на Југославија, кога бевме заедно, постоја 2 дневни вестника и дузина други специјализирани или неделни или периодични списанија, меѓутоа, новото време донесе и голем број на основања нови вестници, но за жал практиката покажа дека Македонија не може да се живее од новинарство и дојдоа германци, се обидоа тука да инвестираат, но за жал и тој експеримент не успеа, затоа што политичарите сакаат да ги имаат под своја капа медиумите, влегоја во нив, ги купија медиумите, ги користеа, ги седија и кога видоа дека доаѓаат промени, тие ги затворија. Тоа кажува дека медиум може да води, или вестник, или било кој друг вид медиум, може да води човек кој што кој ќе биде јадро на работата, току медиумот. А кај нас имавме примери, пилјари, не знам, луѓе што имаат други бизниси, да отварат телевизии, да отворат вестници. Нив тоа им беше споредно, сака да имаат влијание некакво одредено врз политиката, да можат да создават клиентелистички односи со власта и на тој начин се дојде до такви медиуми кои што и згаснуваат. Некој згасна и по сила на приликите, знаеме А1 како згасна, заради својата работа, за тоа начинот на кој што известуваше, начинот на кој што
работеа новинарите внатре. Мислам дека треба, за да не доаѓа од такви работи, треба да се направи нешто во смисла да се реформира пазарот медиумски, затоа што во изминатите 10 години, мислам, кога беше претходната власт, таа го уништи и медиумскиот пазар, и наместо да ги остави медиумите да работат на пазарот, таа влеваше државни пари на пазарот и на тој начин медиумите остана со желбата да работат само со власта, затоа што таа добро плаќа и воопшто не им беше гајле да се однесуваат пазарно. Што се однесува до второто прашање за реформите во македонската телевизија, значи таму македонската телевизија од секој пат била продолжена рака на државата. Уште во времето на Југославија, првиот човек на телевизијата беше по функција член на Централниот комитет на партијата. Тоа значи дека постоела одредена партиска спрега и со медиумот. Меѓутоа, кога дојде повеќе партискиот систем, требаше таа спрега да се прекине, но за жал на првите луѓе во партиите кои што ги водеа и првите луѓе во телевизиите си најдоа заеднички интерес овие медиумите да бидат продолжена рака на власта, а директорите на медиумите да бидат као блиски, као пријатели, да бидат слуги на власта. И сето тоа се менува, како се менува партиите, како се менуваше власта, доаѓа едни па други, никој не поведе сметка да направи реформа во јавниот сервис, затоа што нив им одговараше таков јавен сервис, кој што ќе биде послушен, јавен сервис, кој што ќе биде на копче. Какви реформи, таму треба длабоки реформи да се направат, меѓутоа прашање сега кога ќе дојдат тие реформи. Неодамна беше распишан конкурс за избор на луѓе во програмскиот совет на Македонска радиотелевизија, кој што потоа ќе треба да избере директора, новиот директор ќе треба да ги избере одговорните уредници во телевизијата и така да дојде некое ново време во телевизијата. Меѓутоа, како што да работиве, тоа досега не е направено, требаше да се направи. Веројатно има партиски договор да завршат изборите и после изборите да се избере составот на новиот програмски совет, но не знаеме каков ќе биде епилогот од изборите, така што може да се заглават работите уште една година. Но поентата е во друго. Ние можеме да избереме и нов програмски совет, ако во него нема луѓе кои што навистина сака да направат реформи, ако државата навистина сака да се оддалечи од јавниот сервис, ако се направат такви работи, тогаш може и реформа да се направи. Воспротивно, се ќе остане на пострадано. Така ја спомнавте спрегата на власта со бизнис центрите на моќ кои се собственици на медиумите. Колку оваа власт се обидува да ја продолжи таа спрега, која што е извор на корупција во медиумите? Значи, јас за сега не гледам таков приот на оваа власт кон медиумите, затоа што кога зборувам за претходната, знаеме дека беа влевани милиони долари, милиони евра во медиумите. За сега оваа власт даде помош на печатените медиуми, затоа што тие се навистина во една најтешка состава се печатените медиуми и определи даде некоја помош околу 500.000 евра за да може да продолжат тие медиуми да излегуваат, а да не заборавиме дека зад овој потек на власта стоеше и ставот на прибед дека во Македонија треба да се помогнат печатените медиуми, имајќи предвид дека токму тој кога го правеше извештајот, тогаш настана згаснувањето на НПМ, затварањето на медиуми и беше посочено дека треба да се направи нешто државата да ги помогне печатените медиуми. Во поглед на овие електронски медиуми, радиодифузерите, сега имаат и тие желба да бараат пари од државата, меѓутоа лично сметам дека комерцијалните телевизии нема што да бараат.
нема што да бараат од државата, да бараат пари. Треба селективно да се приде, да се дава на оние телевизии, локални или регионални, мали телевизии, места каде што нема доволно извори на информирање, да се даваат средства на одредени групи, да речеме, дали било етнички или други групи, така да се овозможи до јавноста да дојде и нивниот збор. Значи не станува збор да се дава помош никаков на комерцијалните телевизии. Мене ми пречеше, да речеме, и парите што ги даде за јавниот сервис државата, што одлуката што од буџетот да се даваат тие средства. Меѓутоа, знаете, затоа што тоа создава сепак некаква зависност. Може би не оваа влада, меѓутоа ако дојде нека друга влада ќе почне да ги оценува, да го оценува раководството на јавниот сервис, дека нема да им даваат пари или ќе им намалат. Така што треба државата да биде што подалеку од медиумите, што подалеку од медиумите. Господин Адамчевски, вие сте од Советот за етика во медиумите. Колку се крши кодексот за етичко известување во ова време кога имаме говор на омраза, па и продуцирање на лажни вести? Значи, вака, најновите податоци, неодамна имаме годишно собрание и за 2018 ќе ви кажам податоците, имаме добиено 63 представки, што е помалку отколку 2017 година. Мислам дека е подобрено известувањето на медиумите од проста причина што во 2017-2016 имаше вриење во држава, политички имаше настани кои што предизвикуваа и новинарите да се однесуваат така како што се однесуваат, односно да го нарушуваат кодексот на новинарите. И тоа подобрување мене ме радува, меѓутоа знаете како е сега, еве имаме избори, на есен можеби, не знам, можеби ќе немаме избори, меѓутоа Македонија е држава која што на година, ајде, ама на 2 години има избори, и обично кога има избори, тогаш се добиваат најмногу представки, но мислам дека и оваа година ќе помине, барем првиот период кажува, добиваме представки, ќе помине исто како минатава година, во смисла дека новинарите не се така наострени да критикуваат, односно да шират лажни вести, да мислам дека е порелаксирана состојбата. Јас имам предвид тогаш, да речеме, 2017 година имаше медиуми кои што ќе земја, ќе добија од еден извор некој текст и ќе го видите во 7-8 портали истиот текст, па дури во македонска телевизија, на македонското радио можеше таа да се види. Се повикува не знам на каков извор, а внатре до точка до запирка погрешно. Значи дури интерпункцијските знаци беа грешни, се гледаше дека од еден извор се давани, меѓутоа и тие беа така темпирани со навреди, со клевети, и тогаш ги санкционираме. Сега немаме од тој вид. Иако гледам во вториот дел од предизборнава кампања, меѓутоа има малце повеќе лажни вести. Има повеќе лажни вести. Човек кој ќе почне да го бари извор од каде што е, не може да се снајдете, не може да видите што е и како е, меѓутоа сметам дека ќе нема да биде како 2017 година. Инаку што се однесува до структурата на представките, значи најмногу, токму ова што го зборуваме, најмногу го нарушуваат членот 1, кога немаат најмалку да речеме 2 извора, кога немаат или немаат 2 страни, односно кога немаат 3 независни извора, барем 2-3 независни извора, и тогаш можеме да зборуваме дека пренесуваат неточни вести. Значи веста не е точна, тоа воопшто се вика треба точно. Значи, а ако не е точна, тогаш е лажна веста. Значи најмногу тој член се нарушува, можеби 2/3, скоро 70%, може дека меѓу 70-80% од представките што се нарушени тој член, а на второ место е мештањето на веста со коментарот, на фактите со мислењата,
да заборавиле оно што го учеле новинарите на факултетите, основната работа, дека фактот е најсвето нешто во накото, во новинарството. И тие си коментираат, си даваат своји мислења, не водејќи сметка за фактите, не водејќи сметка за веста, прават коментари, као што ќе го доведе во заблуда, и читателот или гледачот. Од друга страна, колку можат и новинарите да бидат задоволни од платите и условите за работа во медиумите? Значи, мене ме радува, сега да ви кажам право, активноста на синдикатот и мене ми е многу активен овој сегашниот синдикат на новинари и многу добро се позиционираше, потрошија многу време да се етаблираат и сметам дека сега тој може да биде јадрото околу кое треба да се сплотат новинарите. И сега треба новинарите сами да бараат да зачленат во тој синдикат, затоа што само на тој начин тие можат да се изборат да им се подобрат условите на работа, да им се подобрат платите, да им се подобри социјалниот статус, затоа што вака кога се разединети новинарите, секој може кон нив да се однесува како што милува, како што сака може да се однесува кон нив. Меѓутоа, ако се направи еден солиден, еден силен, еден богат со луѓе, со новинари синдикат, тој ќе може да излезе пред државата и да побара, да речеме, потпишување колективен договор со новинарите, во кој што колективен договор ќе стои, членови ќе стојат за новинарската плата, за годишни одмори, за К15, за социјалните, за условите на работа. Значи, поентата е новинарите, ако може што повеќе да се зачленат во синдикатот и оттаму да водат заедничка борба за нивни подобри работни услови. Господин Адамчевски, ви благодарам за интервјуто. Почитувани, тоа беше интервјуто со Мирче Адамчевски од Советот за етика во медиуми. Вам ви благодарам што не следевте.